Во новата монографија Да. применивте повеќе Да. начини на изразување, сликарство, видеоарт, поезија, афоризми. Која форма на изразување е најблиско до вас? Да, видите, како што знаете, монографијата Планетаризам движење од неодамна излезе во издавачката куќа Магор, Скопје, и во неј се опфатени повеќе елементи од планетаризма, значи филм, имавме балет, значи со познатиот канадски кореограф Деб Вилсон, кој го постави планетариум во балетска представа заедно, значи, меѓу канадските танчери и Македонскиот народен театар, танчерите од Македонскиот народен театар, афоризми, поезија, сликарство, структура и така натаму. Она што најискрено сакал да го кажам, дека не постои граница која е мојата принципална преокупација. Се разбира дека пред сега сум сликар, значи со сликарство се бавам повеќе од 30 години, живеам најмногу од тоа, меѓутоа на ист начин сум обседнати со повеќе дисциплини, меѓу кои, значи, литературата, филмот, балетот, фотографијата во последно време и така натаму. Меѓутоа, секој дека базата на се е моето сликарство и структурите се разбира. Меѓутоа, најблиско е тоа што во моментот го работам. Значи, еве, во овој миг го завршувам филмот Живот и смрт. Станува збор за трилогија која направив 3 филма за афричка савана, значи првиот е Оган и вода, вториот е Две времиња и третиот е Живот и смрт. И моментално врвот на моето чувство се наоѓа таму. Меѓутоа, понатаму спремам изложба која ќе се случи во еден град Дибеј, кој се смета за најмал град во Европа, меѓутоа кој има еден извареден музеј, чиј кустос е жената на Иси Брашо, која е исто така соработник со Гогенајм Музеум, значи не станува секоја збор за големината на градот, туку кои се луѓето кои го волат музејот. Понатаму моите планови се да одам малку во Америка, бидејќи ми недостасува еден период, јас сум работел во Америка од време на време, меѓутоа би сакал да работам еден подолг период во Америка. Литературата исто така еден битен дел, бидејќи не знам дали сте во тек, дали знаете, меѓутоа веќе имам издадено околу 22 книги на афоризми, 5 се со издавачката куќа 3 и околу 17 и повеќе со Магор. Во меѓувреме имам напишано уште 4-5 книги, имам една книга поезија. Знаете што работам, јас не знам, едноставно за мене живот е голема тајна. И во кој правец тргнувам, јас не знам. Едноставно, мојот начин на живење е неизвестност и одлуките ги носам ад хок. Никогаш не размислувам долго што треба да работам. Едноставно го работам тоа што го чувствувам. Се обидувам да бидам автентичен према своите чувства. Се обидувам да не работам на начин комерцијален, со други зборови, ќе направам нешто за да имам било каква финансиска корист, јас едноставно работам без да мислам на пари. Понатаму пари, ако дојдат, ако не, и не е тоа најбитно. Најбитно е да се направи некое дело кое ќе
мине некои граници и кое што нема да има временски карактер, туку ќе има некој карактер кој е малку подолговечен. Во случај ако ќе успее да се направи нешто што е резултанта на размислување на повеќе луѓе и на повеќе делови од земјаната топка, се разбира, затоа што во разни делови менталитетите на луѓето често се и различни, а често се исти. Значи, ова што сакам да кажам, уште од праисторија, односно од првите стадиуми на човештвото, на цивилизацијата, секогаш постојат тие вечни дилеми на морални. Тоа е добро, тоа е лошо. Значи, така е поставен како и Библијата, пеколот и рајот. Во тој контекст јас всушност и не размислувам како делувам, да ви кажам наискрено. Јас едноставно живеам некогаш како учесник во живот, а некогаш како сведок. И тоа е работа на перцепција, моментална. Човекот пред се живее своите чувства и со својот инстинкт. Кога почнува премногу да прави планови, тој се доближува до машината. Сепак мислам дека човекот пред се треба да го следи она што космос му го дал, а тоа е инстинктот. И тоа е нешто што е најако, по моје мислење. Добро, има луѓе кои зависи од карактерот на човек. Едноставно, мојот карактер е таков. Патувавте низ земјата и светот на културите. Го добивте ли одговорот на најважното прашање? Кои сме, од каде сме и каде одиме? Не. Да ви кажем една работа. Светот личи сам на себе. Значи, светот е различен. Секој дел од светот, поради своите географски, културни и историски процеси кои случувале таму, има своји обичаи, има своји карактеристики, своји специфичности и тоа е многу добро. Значи, станува збор за јазик, за филозофија, за творци, за размислување, за начин на женби, за различни религии, различни јазики. Меѓутоа, светот исто така е една точка. Значи, луѓето едноставно имат исти перцепции за или слични перцепции за исти работи. Значи, станува, дали тоа станува на социјален план, фамилија, деца, мајка, татко. Друга работа, сите овие различни групации на луѓе во различни делови, имајќи ја својата различна место кај живееле, значи имат различни традиции поради делено од уметничка гледна точка, значи културолошки, различна музика, различен начин на разјаснување на сликарството, на скулптури и така натаму. Меѓутоа, на еден друг начин, се е стопено во едно. Човекот останува, тоа е несовршено битие, кое што се истражува, кое знае да сгреши, кое знае да направи подвиг, кое знае да биде злобно, кое знае да биде добро, кое знае да биде возвишено и ситно битие. Значи, она што е фасцинантно е токму таа разлика, но исто така е фасцинантно што на две различни оддалечени точки луѓето чувствуваат нешто исто. А што е тоа исто? Љубов. Да сака нешто без причина и да го сака исто како
ако можда да кажам така, како првата љубов, значи да го сака на еден степ начин, да сака нешто без да знае што сака. И тоа е нешто што навистина сметам дека е нешто фасцинантно. Во друга работа, земете уметноста, трансформацијата на уметноста, например, на америчка блуз музика црна. Значи, тие први, јас не ги наречувам племени, али еве така да си дозволам, кои соопштувале некои пораки со там-там, на тој начин се вградил еден инстинкт за музика и нив, кој подоцна, минувајќи ги овие робовите кои минали од Африка во Америка, се токму тој најголем врв на таа музика, блуз музика, на таа, поготово во областа на Нью Орлеанс, каде голем дел од американци одат специјално да ја слушат таа музика. Значи, она што сакам да го кажам дека музика, уметноста, и тоа е целта на планетаризмот, ја има таа моќ да зависи една од друга и да живее од еден дел на уметноста во друга. Значи, една вистинската уметност, еве, земете го филмот. Филмот како уметност кој ги соединува сите уметности. Значи, во него има слика, има фотографија, има музика, има монтажа, има пишан текст, има говор, има драма и така натаму. Значи, меѓутоа не може да се каже дека тоа е само случај со филмот. И балетот е тоа. Балетот го соединува духовното и покретот. Скулптурата објаснува нешто друго, ја објаснува трета димензија на уметноста. Значи, пишаниот збор е на секаде исто така. Во филмот тој современото сликарство, еве за сликарство, може една идеја да биде врвно уметничко дело. Значи, не постои таа граница во која може да се каже ова уметност и припаѓа само на тоа, ова уметност само на тоа. Тоа ме натера, јас тоа го имам повеќе пати кажано, еве и сега ќе го повторам, дека така и почна планетаризмот, една точка на секаде, сите точки во една уметност во сите уметности во една, значи, токму тоа ме натера да размислувам дека уметноста е нешто што е во душата. Во душата нема граница. Душата е некојаш универзум. И сите тие колку повеќе елементи од разни уметности има во една уметност, може да се каже дека таа е поголема и е побогата. Тоа зависи, се разбира, на кој степен некоја уметност се изразува. Ако уметноста имаме некои врни творци, како што е Пикасо, како што е Моцарт, како што е Маркес во литературата, кои се разбира, отскокнуваат по својот талент, по својот карактер, така натаму. Меѓутоа, уметност како еден дел од човечкиот дух, таа живее на секаде и во секој. И во тој смисол сметам дека човекот треба најповеќе да зависи од нејзе, бидејќи таа е таа територија која никогаш не може тотално да се истражи. Таа се шири како енергија. Вала. Ви благодарам многу.